Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Еколошката катастрофа со изливот на нафтата во Мексиканскиот залив од минатата година можела да биде избегната. Заклучокот од нов американски извештај вели дека BP и нивните партнери направиле серија грешки во донесувањето на одлуките што придонале до исходот што го знаеме и многу од тоа што не го знаеме. Панел, назначен од председателот што го испитуваше изливот, вели дека компаниите инволвирани со нафтината платформа што експлодира во април, Deepwater Horizon, донале поединечни одлуки што го зголемиле ризикот за сметка на штедење пари или време. Нивниот конечен извештај вели дека никој не размислувал за ризиците во време на донесување на тие одлуки. Панелот заклучува дека без значително реформирање како во индустриското работење, така и во владината политика таква несреќа може пак да се случи. Денес е втор ден во Конгресот откако републиканците ја презедоа контролата во представничкиот дом. Пред вистински да се фатат со законодавните прашања пред нив, законодавците во овој дом на глас ќе го читаат уставот на САД. Идејата е со овој символичен потек да се потсетат сите законодавци, нови и стари, на нивното ветување дека цврсто ќе се држат до уставните принципи. Жешки дебати се очекуваат веднаш што ова ќе заврши. Нарачајте бесплатен календар на Гласот на Америка за 2011. Појдете на www.glasnaamerika.com или пак на нашата страница на Facebook Глас на Америка. Грчката влада планира да изгради ограда на дел од границата со Турција. Целта е да се запре влезот на илегалните имигранти во земјата, што само минатата година ги имаше 100.000. Но дали физичките бариери се решение? Многумина се сомневаат. 206 километри по должина на реката Марица е копнената граница на Грција со Турција. Европската унија проценува дека во просек 245 лица дневно илегално ја минувале границата минатата година за да стигнат до Европа. Грчката влада вели дека ова веќе нема да го толерира и на најпорозниот дел од границата 13 километри ќе изгради ограда. Европската унија излезе со предупредување. Историјата покажа дека огради и џидови се мерки со краток век, кои не помагаат во справување со предизвиците на миграцијата на консолидиран и конструктивен начин. Во ноември Европската погранична агенција Frontex распореди 175 службеници на грчката граница со цел да ја засили пограничната контрола. Многу од мигрантите патуваат илјадници километри за во Европа да побараат азил или работа. Еден што тоа го сторил пред 4 години е Вахид Шариф од Афганистан. Тоа е тешко патување, особено од Иран до Грција ноќе, по планини, често подоши снег. А кога ќе стигнете до границата меѓу Турција и Грција, имате и река за минување. За состојбата на оваа граница, Агенцијата за бегалци на Обединетите нации вели дека е хуманитарна криза. Портпаролот Майнс Најберг вели дека идејата за ограда е лоша. Проблемот за оваа така наречена имиграциона криза е што нема кохерентна европска политика за имиграцијата. Потегот на Грција со оградата е очајнички. Турција, по веста, побара повеќе информации за оградата што ќе дели од Грција, но веќе коментираше дека нема зид што не може да биде прескокнат. Додека многу американски индустрии силно беа погодени за време на економската рецесија, една се чини дека цветаше. Според Американската сладкарска асоциација, чоколадната индустрија на САД во 2009 забележала рекордна продажба од 16,9 милиарди долари. Нова американска компанија се обидува да влезе на овој лукративен пазар, но за познавачите од Калифорнија нема дилеми дека клучот е во вкусот. Еве приказната. Чо Чоколад од Сан Франциско е модерна колку што е традиционална компанија. Како единствен производител на чоколадо во градот, Чо своето чоколадо го прави во фабрика од 2800 квадратни метри од внимателно избрани зрна и со внимателно смислено пакување.
Акцентот е на вкусот, зашто, како што велат, целта била потрошувачите да се натераат поинаку да гледаат на чоколадата. На светот не му треба само уште една компанија за чоколадо, туку луѓе кои се иновативни и кои се обидуваат да ги подобрат работите. Луи Росето е раководител на ЧО. Неговата партнерка Джейн Меткаф е председател на компанијата. Тие започнале да продаваат чоколадо во САД во 2009, а сега веќе се шират глобално. Присутни се во Британија, Ирска и од неодамна во Јапонија. Цел свет го сметаме за потенцијален пазар за ЧО. За вкус што ќе се издвојува и за памети. ЧО трага по светот за најдобро какао. Го увезува од Перу, Еквадор, Мадагаскар и Гана. Потоа доаѓаат тестовите, анализа на различни видови зрна, ферментација и печење. За едно чоколадо да се донесе до саканиот вкус потребни се 300 до 400 тестови. Со капацитет да произведе милиони пакувања чоколада годишно, фабриката е традиционална по поставеност, но полна со технолошки иновации, што е одраз на историјата на Росето и Меткаф, како основачи на магазинот за технологија Wired. Например, апликација на iPhone на работниците на ЧО им овозможува да мониторат од температура до светло во фабриката. Но тоа настрана, нивниот главен производ, чоколадото, обајцата се убедени дека може да се носи рамо до рамо со најдобрите светски чоколада, иако европејците тврдат дека американското чоколадо нема шанси во тој надпревар. ЧО сака да го докаже спротивното. А за утре, возбудлив развој, може би еден од највозбудливите последнава деценија во истражувањето на ракот. Резултатот добиен не во еден, туку во 4 центри во САД за третман на рак. Утре во Newsflash. Револуционерен напредок, откривање на рак преку тест на крвта. Гледајте во утрешен Newsflash. Ова беше Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. А за повеќе содржини појдете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.